Ја. Дека велите ништо не сум добил, кој не доби ништо. Седи море овде имат реклами влезено на играчка. Вие така си мислите ние овде. Сигурно стално треба некој ќар финансиски да имаш од работите. Бе работи таму, шо има врз. Сега остајте то, дока стигнавме минатата емисија. Ништо е, нека тераш пицата, па ќе продолжиме од негде. Иначе се поќе колеги и пријатели од тоа време ми пишат кај ти текнува, како ги имаш допамтено овие работи. Море глупостите сите ги памтам. Не памтам обични работи што се дешаваа за глупостите и да не се секире. Овде се нацрта някако слика ги имам пред очи. Како видео 4К ги има. Ама и со се во живото е така. Нема ги памтиш нормалните моменти што се да речам по секој дневник и памтиш тие вау моменти што ти се. Без разлика дали се уба или не уба, тие што ти застанват, што ти се врежват во мозокот, тие ќе останат. А бога ми имаш и многу вау убави моменти, имаш и многу вау моменти што не ги очекуваш од луѓе таму. Ете пример убави моменти беа дружбите. Кој што рековме минатата емисија, сместени бевме во еден хотел сите. За ти колку и да работиш денес, колку и да снимаш, колку шо и да правиш, на крајот се враќате сите, мавате по еден туш, се освежвате малци, се собирате, се подружите, си направите мајтап чеши, пошто никој од нас не очекуваше дека до толку ќе бидни работата и сите бевме позитивно изненадени, возбудени, сите беа позитивни луѓе таму, топ дружби паѓа. Пак извај некој носеше гитара, извај гитарата, ќе свириме, ќе пееме, ќе се глупираме. Јас тогаш ни гитара свире и на акорд дали знае. Основен инструмент ми е клавир, ама клавир и сајзери никој не носи на такви работи, гитарчето секде го носи. И сите останати беа музички да речиме од еден стил дојдени. Та не од еден стил, ама сите слушаа слична музика, тука негде беа музички. Освен јас нормално. Нема бе бате црна овца. Тоа е што ќе му пре. И имаше моменти кај што сите пеа нешто, ти појма немаш што пеат луѓето, ама ќе тропаш веќе се најдиш во муабето. Не студента панџија ќе најдиш нешто дрво, некој плакарово, не ќе лупаш. Тешко на гостите други во хотелот што бе. Мајтап и глупости. Дури кога ги ни беше мачно, кога снимавме милион ствари во текот на денот, стално наоѓавме начин да си направиме ни биде интересно. Ама такви бевме луѓе. Исто интересен момент беше после секоја гала вечер, пошто нели одма излегваа видеа по YouTube и по чуда, одма се пишеше на форуми, на Твитер и на чуда. Се собиравме сите во една соба и си читавме што имат напишано. Тоа беше да се газиш од смеење. И стално се како што пеат луѓето, така си коментарите наредени. Пример пеј Виктор и се само за Виктор се збор. После тоа пеј Мики, само за Мики се збор. Коментари. Ај шо е? И дај Боже да се некоја конструктивна критика, некогаш ретко и се годе. Претежно беше све напишано само за да се исмејо. Ама таква смеја ни беше насто чудо некој. Овој бил вако, она била таква. Шо е ова ко шпагети во фризурата? Онај кој ќе отвори уста мислиш ќе олапни телевизор. Абе не знаете море, за ова карикирам јас, шо се не се пишеше. И особено кога имаш мајтапчи во собата да додат уште нешто. Се пажа брат. Нас ни беше супер. Имаше луѓе што се замара. Ама оти брат пишат вака за мене. Што му е на овие глуви се или какви се? Јас знаеш каков сум. Добро бе брат, смири се, уреду е, што се нервира. Гледај дека за сите пишат. Мене пример Пепел ме направи, што има врска? Абе ти друго си остај, оти за мене пишат. Демек јас овде што има врска, не чинам секако ме сваѓај. Оти за него пишели. Што нема брат, што нема? Исто преубен моменти беа сите случајни средби со фанови. Кај да одевме негде нешто се дешаваше, преубаво. Ќе заглавиш 2 сати со сликање, писма, па честитки, па мечиња, па чуда, убајна. Имаше многу убави работа. Се нормално имаше и некои моменти што беа така малце. Сам не меѓу нас. Ние си бевме супер сите, одлична дружба има. Арно, ама таа пуста нерамномерност што ја спомнавме, што на некој му се движеа работите многу убаво, многу на брзина, на некој малце побавно. И имаше луѓе што сакаат да го контролираат то за да има муабет, ме сваѓај. И тука нормално ќе опапа тој на кој му се движат работите тро побрзо. И така од нигде никаде имаше некои непотребни тензи, некои казнувања за џабе. Пример ќе ни рече во 10 сато тргаме за таму и таму, бидете спремни. Вие ојте сите спремни во 10 сато. Чекате еден човек да се спреми 1 сат, ако не и појќе некога. Оти така едноставно ги мрзи некои луѓе. Уегајле. И на крај кога ќе дојде за казнување, знаеш што? Не го казнуваме него, ај ќе го казниме Виктор. Ќе му иззееме картите, секако многу фано има во салата. Што ќе казнуваме други, секако ништо нема реч. Тој таков е воспитан, поќутва малце ме сваѓа. Ама на крајот на денот и не ми менваше многу дали ќе ми дат карти или нема, ми дадоти нити сакав да делам карти, нити па беше битно, секако стварно беше фул салата. Сум ептен благодарен на сите тие што купвале карти, што барале карти, што праја се за да бидат таму за поддржат некој што не го познава. И сега кидеа моите беше малце терсене, пошто моите еднаш 2 пати дојдоа и да ти му велиш немам карти да ви дам. Али се наоѓаше марифети за тоа, не е страшно. Битно шо и да се десеше нешто, дај ќе казниме Виктор. А мамам па ти не е проблем за него. Брсјак море, брсјак, знаете што е брсјак? Што сакаш фрли му џабе. И на сите нас ни е јасно дека драмата продава. Арно ма немаше драми кај нас, ние бевме сите супер меѓу себе. И сега шо да правиме, мора некако
како да креираме драма, некоја да продаде малце да привлечи внимание, малце цело внимание беше во работата, уште да привлечи. И така еден ден, ни Тубав, ни Цончев, не пуштија со стилистките си бараме алишта се дотераме за следната гала и ни рекоа во 8:30 да бидите на рекорд. Одлично. Ние ко засмеа завршивме прилично брзо. Одма ојдовме, најдовме алиш, обично се должеше да работа, ама овај пат човевме присобрани неколку пејачи и неколку стилисти, за ние едно време се дотеравме и ни остануше сат време просто. И седнавме на кафе. Идат луѓе се сликат, не можеме два збора да врзиме, човекот што треба не послужи нигде го нема. Ајде после 20 минути направивме нарачка, уште 20 минути му требаше ни дојси пијачките и во 8:15 ми звони телефон. Кревам јас телефон и оттаму една од тие што бе задолжени за нас што не разносва угор удолу почнува ми се дери. Кај сте вие, шо е ова доцне ја? Викам, чекај малце, нели се договоривме во 8:30 да сме таму. Како во 8:30? Јас смени време за во 8. Чекај малце, му викам, како смени време за во 8? Ние сме тука 4-5 души, прв пат слушаме за. Ама јас му јавив на тој и тој и на тој и тој. Добро, и нас некој ни кажа? Не знам. И па како може ако никој не ни кажа нас, ние да видиме криви? Немој ти на мене да ми кажеш, тргајте одма. А буквално дур зборам на телефоно, келнеро ни ги носи сокчињата. И му викам, добро, само што ни ги дојде со сокчињата, плаќаме одма и идиме за 2 минути. Ама 2 минути одма. Се извини, мислам секоја почи. Ама да сгрешам нешто, да ми речиш во 8 треба сум таму. Јас ти дојдам во 8:30 пошто сум пиел кафе, да ме казниш слободно. Значи јас од мене, јас ти давам изим, слободно казни. Ама ако ти си ми рекла во 8:30 и после тоа го смениш времето и не ми кажиш, извини, ма јас не сум крив. Нема потреба ми се дериш на телефон, така? Јави се, кажи ми се смена времето, ќе станиме, ќе дојди. Буквално бев мене на минута пешки. Добро, плативме пијачките и ојдовме, шо ќе прави? И одиме таму и са сите што беа со мене влегват во комбето, збор не му вели ништо. Мене ми се врти, ми вели да знаеш дека те кажа, ова е запишано се и ќе бидиш казнен. Јас пак му викам, јас ништо не направив за да бидам казнен, али добро. Како што рековме, казнувањето ништо ново во мојот случај. Почна инат да ме фаќа, бе брат. Значи не може некој грешел, не грешел, правил што сака, прави, па му оди маса работата, никој не го гиба, никој не го наква. Некој суби од работа, тука сите работи му ги прави, се прави и цело време војна му е муабе. Сам јас никогаш сум немал против војна, не е проблем, ама едноставно нема смисла, така? И не, ојме другиот ден на проба, фаноите веќе знаеа многу убаво кај се одржава пробите, самите настани, самите гала вечери, стално имаше фанои, стално беа тука. И се собираме за проба, никој не почнува ништо да мести, аз викам добро, веројатно овај ќе биде моментот што нели ми го најавија претходно. И тука ги собират фаноите, седат со нас, си прат муавет, никогаш не и пуштиле внатре, си викам, море мајка. И не седнаа, не наредија таму, ко по обичај стално имаше некоја камера негде пикна да се беше сниме. Да, тоа беше еден момент што заборев да го кажам. Кај да одевме, шо и да правевме, стално имаше некоја камера и некој микрофонче од некоја страна што снима. Па сад ти види, до толку многу што дури и муабети што ги имавме правено во собите и беа во неколку наврати повторени, али ајде да не навлегваме до таму. Епте многу далеку е така. Можда ете нас ни се причинваше тоа, можда ете не се случи. И не собират, не седнуват сите и еден од луѓето што работеа таму, небитно, мислам сега сме сите супер, се е супер со сите, ама тогаш веројатно такви ни беа логи, пошто треба сватите една работа. Ова не е некој музички настан или музички надпревар. Ова се вика талент шоу со акцент на зборот шоу. Значи за да гледат луѓе ти треба му продадеш некакво шоу, пошто не џабе се вика шоу бизнис, не се вика музички бизнис. Нема ти бизнис со музиката. Бизнисот е да му даеш нешто интересно на луѓето да гледат за да ти го дадат своето внимание. Што значи се што гледате на такви шоуа е некакво сценарио. Шоу во кое за да изгледа реално, само надпреварувачите не го знаат сценариото како треба биде. Добро, се има шоу и кај што го знаат, ама тоа е веќе друга работа. Ние немавме појма што ќе се дешава, ама може да си претпостави. Мислам не треба многу мозочни кели да имаш да сватиш колку е сато, така. И дојде брато таму што работеше и почна да ги пеи сите и ни вели мене на уште еден пејач да стани. И оди него му застанва в лице и му вели ти не си човек, бла бла бла, немам појма, не се сеќам точно што му рече, ама седи сега, после со тебе ќе се разбери. И иди брато кај ме. А тоа што се случи понатаму, ќе го направиме наредната епизода муаве. Седи море почна фија со тие сценаријата да учаме, сваѓај. Кога ќе дојди во најжустрото, лаваш крај на епизодата и почнуваш друга епизода со жустрото. Абе да се должи работата, да врти барата, ме сваѓај. Фала ви на вниманието, имајте убав ден и не ја пропуштајте следната епизода, пошто таму ќе одговориме некои вековни прашања. И самиот не знам колку пати во животот ми имат прашано за тие теми. Поздрав и убав ден.